пуштање на стотина балони и правењето на 5 олимписки кругови на плоштадот Методи Андоновченто, кои го символизираат мирот, толеранцијата и соработката помеѓу континентите во светот. Најмалите од градинката Гоцеделчевот Прилеп ја одбележаа неделата на детето, која што се одбележува во месецот октомври. Настанот беше насловен како парада на мирот. Освен балони како порака за мир, се пуштија и гулаби, кои што исто така се светски символ на мирот. Идејата обично ние како колектив секогаш се собираме, го знаеме датумот нормално и се договараме. Идејата испадна спонтано, се подготувавме целиот овој месец, требаше да се организираат работи за децата, работите за продажба, така што секако тука ја имаме. Во секој случај немаше да испадни така како што испадна, доколку ја немавме поддршката од пријателите. Тука се секогаш за нас стојат Лага Агролидер, општината Прилеп, комуналец кој што несебично ни ползајме и ни ги намести тука штандовите, родителите кои не трпат и соработуваат секогаш, како и колегите, колешките кои што не дојдоја тука затоа што има деца таму, ама апсолутно ни помага и поддржува. Децата сме за мир, ние за детство, помината во игра и љубов. Овој настане дел од проектот на Лак Агролидер, кој се вика Поделено минато заедничка иднина. Се надеваат дека овие пораки на најмладите упатени за мир и толеранција ќе стигнат на секаде во светот. Лак Агролидер во рамките на проектот што го имплементира Поделено минато заедничка иднина уште еднаш во соработа со градинката Наша иднина во Прилеп покажа дека овој свет треба да го предводат најмладите и дека пораките што најмалите може да ги испратат за мир и толеранција на секаде во светот треба да допрат до секаде со цел да се буди свеста за заеднички живот и толеранција. И најмладите и НВО секторот се надеваат дека овие проекти нема да застанат туку дека ќе добијат се поголема афирмација и институционална поддршка, а се со цел испраќање на универзалната порака за мир на целата планета.